Веќе 10-та година поред, праисторискиот локалитет Врбјанска чука во близина на Прилеп е цел на интерес на археолозите од Центарот за праисторија. Истражувањата во оваа измината декада покажуваат дека локалитетот е стар околу 8100 години и дека луѓето кои што тука живееле пред 8 милениуми се првите земјоделци во Европа, кои што започнале организирано да се занимаваат со оваа дејност, а тука дошле од Анадолија. Оваа прилика всушност ја користиме и да осознаеме на кој начин земјоделството се појавува во Пелагонија и на кој начин луѓето го шират земјоделството и другите стопански елементи во рамки на Пелагонија, но и надвор од нејзе. Оваа година на Врбјанска чука имавме прилика да истражуваме еден посебен објект кој навистина е добро сочуван и кој ни даде за прв пат информации кои до сега ги немавме добиено. Станува збор за така наречената градба 27, која всушност е за до сега најдобро сочуваниот објект од овој период во Врбјанска чука, бидејќи имаме и антички слоеви и средновековни. И во таа смисла имавме можност да добиеме увид во начинот на организирање на трешноста на куќите, нешто што и претходно го имавме како сознание за другите градби, но во оваа градби имаме неверојатно добро сочувани структури под целосно сочувани садови во фрагментирана форма. Многу фрагменти од антропоморфни модели на куќи, неколку фигурини, исто така алатки разни, што ни дава информација за тоа како тие живееле во оваа куќа. Значи сега може слободно да го наречеме овој објект и куќа, бидејќи знаеме дека функционира како место за живење, за разлика од некои други градби кои ги откривме минатата година, кои беа веројатно простори за чување на жито или пак работилници. Паралелно со археолошките ископувања се вршат и археоботанички анализи со стручњаци од Германскиот археолошки институт и Универзитетот во Белград, а во теренската работа учествуваат и студенти од Универзитетот во Базел, како и македонските универзитети Гоце Делчев и Свети Кирил и Методи. Со досегашните истражувања, откриени биле остатоци од голем број на семења и растенија, кои што преисториските луѓе ги користеле во тој период, што е доста исклучително важно за самата наука. Ovde govorimo o prvim zemljoradničkim zajednicama, odnosno o prvim zajednicama koje su sadile, uzgajale useve. Među njima pronalazimo, među tim usevnim vrstama pronalazimo ostatke pšenice i ječma, koje su neke od najranijih uzgajanih vrsta. Zapravo su one počele se uzgajaju prvi put na Bliskom istoku i onda su se ti uticaji polako širili ka Evropi i na putu ka Evropi su naravno prošle i Balkanskim poluostrvom. Među njima takođe pronalazimo i ostatke sočiva i graška, to su još neke od vrsta koje su se vrlo rano koristile. Takođe imamo i ostatke lana, što je vrsta koja se koristila za proizvodnju tkanine i verovatno za proizvodnju ulja kao i za konzumaciju. Osim naravno tih usevnih vrsta koje su veoma značajne za istraživanje perioda ranog neolita, jer je to upravo period kada počinju ljudi da se prvi put bave poljoprivredom, mi pronalazimo i druge vrste koje su ljudi sakupljali iz prirode. To su neke različite vrste koje i danas imamo u okruženju, kao što su divlja jabuka, kruška, drenjina, zova ili malina, kupina, divlja jagoda i razne druge vrste. Osim toga, naravno, imamo i korovske vrste koje su ljudi sakupljali prilikom žetve sa svojim usevima. One mogu da nam kažu u kakvim su uslovima rasli ti usevi. We are very interested in the beginnings of farming from Southwest Asia, where the first crops were started to being cultivated, towards Europe. And my research was mostly focused in Southern Europe, where less focus has been put by research, and we were very interested in working in the Central Balkans because this is a key region for the spread of farming. There's one route that moves into Central Europe, taking the Danube River, and one route that goes along the Mediterranean, and Pelagonia lies in a very strategic spot. And the results we have had so far are really extraordinary because the sites are very rich in plant remains. There are lots of cultivated plants, but also gathered plants. Со археолошките истражувања, оваа година интересно е да се потенцира дека се пронајдени садови кои што имаат сликање досега единствено познато во Источна Македонија и дополнително ја потврдува комуникацијата и трговијата меѓу овие два региони за време на неолитот. Покрај садовите, во рамки на овој објект, но и во неговата околина, откриени се и бројни остатоци од фигурини, антропоморфни модели на куќи, жртвеници, камени секери, кремени алатки,
кугли за праќа и така натаму. Оваа година најдовме повеќе садови кои имаат одредени декоративни елементи, некои од нив се познати за Пелагонија и од претходни на други локалитети, но мощно интересно најдовме садови кои имаат орнаменти сликани со бела боја, кои се идентични како тие што се откриваат и во Источна Македонија, особено на локалитетот Амзавиот кој што се познати, уште во самите почетоци на тој локалитет. Има таков вид на сликање, тука ги среќаваме исто во раниот неолит во Врбенска чука, не изненадува таа појава и идентичност на сликарството на садовите, што укажува на контакти, веројатно размена трговска и комуникација меѓу Пелагонија и источниот дел на Македонија, најверојатно и останатите региони, бидејќи тој тип на декорација до сега беше познат само во североисточниот дел на Република Македонија, но еве сега го гледаме и тука, така да сега се отварат прашањата на кој начин се вршела таа комуникација, кои биле релациите и насоките, и останува виднинат со нашите колеги од другите музеи и другите институции да утврдиме како се одвивале сите тие динамични релации кои се потврдуваат барем на ниво на материјална култура. Како дел од 10 годишните истражувања на овој локалитет, ќе се одржи изложба во Заводот и музеј Прилеп на фотографии од досегашната работа на локалитетот. Се надевам дека и понатаму ќе соработуваме со Центарот за истражување на преисторијата. Исто имаме најава, концертот професорот го најави, исто имаме најава на 19 септември. Имаме изложба, која што ова година, како што знаете, претходно имавме многу јубилеи. Стартувавме со 70 години Завод и музеј, неговото настанување до ден денес, така исто и ова и голем јубилеј, една декада од истражувањето, со што заокружуваме со изложба на 19 септември во 19 часот. Ќе биде во просториите на главната зграда на Завод и музеј Прилеп. Ги поканувам сите, и прилепчаните, и надвор од цела Македонија и странците нормално за да присуствуваат на оваа изложба, затоа што не е само изложба, туку и тековно работење на сето она што колегите го направија за да биде презентирана овој локалитет. И интересен е моментот што ќе биде еден каталог имаме, на кој што ќе биде сработено како една фотомонографија на сето она што е пронајдено. Дел нормално нема да може се да биде објавено, али и фотомонографија и изложбата ќе биде презентирана на начин на кој што ќе се видат терените како се одвивале и како се истражувало во текот на овие 10 години. Веќе традиционално теренските истражувања на Врбејанска чука се завршуваат со концерт на оваа тумба. Оваа година ќе настапи џез составот Next to Silence, кој што за прв пат ќе изведе дел од својот репертоар во амплакт издание. Концертот е дел од континуираната соработка помеѓу Прилепскиот џез викенд.